Тоа многу баш ме радува што еве он бидејќи доста соработуваше со вас, што и он ја достави таа И мене се радувам што ова приказ на ова филм, ова што ми го прикажа. Јас лично сакам да ви се заблагодарам од мое име за сето она што го имате направено. Благодарам. За македонската музика, за македонската култура, за Благодарам. вашата огромна подршка и промоција на Република Македонија. Ние сите сме горди на вашето творештво. На сите ваши песни кои што секојдневно не обкружуваат. И живееме со нив и ги живееме, верувам, и ние и идните генерации. Благодарам. Така да тука сме за се што треба околу нели и промоција и за окружување на секако вид, нели има и нови технологии сега околу пакување на најразлични промотивни материјали и творештво целосно, така да и со Иво работиме на тие работи. Иво е работен човек. Многу е трудолюбив, многу работи. Уметноста си ја сакам. Така да секогаш сме биле со вас и ќе бидеме со вас и за све што ви треба, за све што ви треба слободно да ни се обратите и на мене. Може, фала. Све што треба, тука сме за целосна подршка. Фала. Ме радува што убаво се чувствувате овде. Прекрасно. Да. Што убаво се чувствувате овде, да. На него му кажав дека ми е прекрасно. Што се убави, пријатни условите и било што и да ви треба. Ние сме тука за вас и ќе бидеме секогаш со вас. Фала унапред. Тоа и од моје лично име, и од име на владата ви го кажувам, и од име на фала на владата за благодарите се у име мое. И на премиерот. И од негово име. Ви благодарам. Благодарам, пренесете исто и вие. Сите добри што направил за мене, дека се длабоко да благодарам. Ние ви благодариме за вас. За сте ни вечна. Фала да сте и вие живи здрави. Сега ќе запеете нешто, нели изразивте желба? Кој да изразив желба? Вие нели рековте дека сакам да запеете. Јас заборавила директорката. Признавам, не ме бива запеете. Да се не смееме малку. Да. Која песна сакате да ја пеете? Па не знам која сакате вие. Која е најпопуларна, со мајка сум се родила. Ајде. Еве тука имате и многу медиуми што ве почитуваат, многу што благодарам, ги гледам. Ве следат, ја слушаат вашата музика. Да, фала. И сите се горди на вас, и сите се тука еве дојдени денеска како што гледам овде да ве видат. Многу, да ви се заблагодарам. Можам да станам да се заблагодарам што сте тука сите заедно со мене и со министерката и со мојот медамблер Ива Јанковски. Јас сум стара да не бачам. Ќе запеете? Па да зашам. Седнете си, ки си. Ајде да пеем, па сите да пееме, важно? Може. Ајде, ти прва пе ние. Нели ти реку моме дронке, нели ти дума да не любиш моме дронке, битов Браво, браво. Вашиот силен глас уште стои, уште постои. Браво. Што ти е гласот у иста форма. У иста форма. Ја би сакал да јавно да и дам комплимент на Вања. Тоа е една од ретките македонски пејачи, ако не единствена, која би рекол дека пеењето е исто толку својствено како и дишењето. Доказа тоа е оваа прекрасна песна која ја испеа скоро идентично како што ја пее цел живот. Ние со Вања имаме
Тога со Многу работка работи. издававме 3 албуми. Македонски традиционални љубовни песми, тој со Душко што работевме, со акустични инструменти. Потоа ритмистика со неколку водечки македонски рок музичари, да не речам со што е врв. И потоа со американскиот гитарист Мирослав Тадич албумот Лука. Имавме неколку големи настапи на Вања на европските сцени, бевме во Италија, во Полска и така натаму. И навистина ми е голема чест и горд сум што воопшто сум соработувал со еден ваков уметник. Последниот концерт го имавме на фестивалот Balkan Music Square во Охрид 2010 година, во Античкиот театар во Охрид. Тоа беше голем солистички концерт на Вања. И помина одлично. Целовечерен концерт. Помина одлично пред полниот аудиториум. Да, точно така. Јас сум задоволна од Иво Јанковски, тој е голем човек, тој знае со кого да работи и како да работи. Тоа му е врлината, тој не може да работи ако не е голем уметник, тој не му ни придува, нити го влива за член да може да се работува. Тоа го поштувам кај него, многу му значи тоа да знае со кого работи. Фала ти. Наистина ми е чест што соработувавме. Точно е така, не отишам работела, него така работите, јас кажувам како вие работите. Инаку иницијативата е веќе поднесена за доделување на 11 октомвриска награда Животно дело. Согласно законските процедури, значи целокупната документација е комплетирана и се до тоа е направено исто во консултација со семејството. Со Зоки се договаравме исто со семејството на Вања, така да оваа работа е веќе во тек. Верувам дека ќе биде позитивно оценета. Тука е министерката да ја карам. Тоа теткавање е посебен одбор кој што е именуван од страна на Собранието на Република Македонија, така да мислам целокупната документација си е во ред, мислам тоа поодамна го гледавме со Иво, така да сето тоа е затворено. Вие го заслужувате тоа и благодарам. Ќе бидете горда на благодарам за наградата ми. Многу сум изненадена и благодарна и весела и драга што добивам таква висока награда. А за иницијативата за национален уметничка пензија која што беше оригинално? Граѓанската иницијатива која што потекна. Оригинално иницијативата беше за да се добие пензија за национален уметник. Не ме прекинувајте, спорувам. Ако во ред, Тања во ред. Значи нема врска. Во ред. Не, значи за која иницијатива се знае? На Facebook од вчера од 20 часот се собраа 9000 граѓани поддршка за Вања Лазарова да добие пензија како национален уметник. Значи иницијатива да се поднесе. Да, но ова Иво, трето уво што го има направено. Значи национална пензија не се добива врз основа на потписи и на иницијатива. Значи национална пензија се добива, значи по автоматизам таа се добива доколку уметникот претходно има добиена една од наградите како 11 октомври, 23 октомври и 8 декември. Значи уметникот мора претходно да има добиена една од овие награди, така е законот. Ако ја има добиено таа награда, по автоматизам се здобива значи со национална пензија. Значи ќе може после ова да... Да, затоа велам, значи не мислам сега слушна вие ми кажавте за таа иницијатива. Значи овој е патот кој што го направи Иво. Значи издавачката куќа Трето уво, која што во изминатиот период значи се подготви целокупната документација значи за творештвото на Вања Лазарова со сите тие. Една работа, но се извинувам, министер. Не само да тукаш, да. Така да тоа е целосно затворено и е доставено значи до одборот за доделување на 11 октомври за животно дело. Значи сметавме дека таа награда 11 октомври за животно дело е вака највисока и најзначајна. По добивањето, значи, веднаш Вања Лазарова ќе се здобие со таа национална пензија. Мислам, разликата која што се дава, значи, од незината до, по закон. А национален уметник, тој закон е, тој е сосема друг закон, кој што, нормално си има одредени награди кои што треба да се добијат и така натака. И тоа подлежи, секоја година се конкурира, значи, во месецот март.
и може еден само уметник во текот на годината нели да добие таа за национален уметник. А ова е значи веќе завршено и е доставено во процедура за национална пензија. Се работи за овна документација, тоа беше во соработка и со семејството на Вања, така да ова е пред вашата иницијатива, многу пред тоа е отпочнат овој процес и верувам дека во законскиот рок се поднесени документи, така да верувам дека нема да има никаков проблем околу тоа. Но велам во целата таа документација, бидејќи Вања подолго време не е многу активна, јас добар дел од незиниот мина труд е во архивите на Третово, но добар дел е во незината приватна архива, така да се до тоа мораше да се искоординира и конечно е комплетирано и предадено. Браво и ти. Ја не знам на кого прво... Така Вања има многу задолжено сите нас како граѓани, така да ние сме горди на сето она што го има направено, голема благодарност и навистина мислам сме тука за се што тоа сакам да го кажам, вие го кажавте да благодарам. Има потреба и така. Мене ми е драго што сте задоволни и да целиот персонал овде, што условите се многу добри, така да... Нема проблем. Мислам дека и еве и на оваа посета се присетивте и на убавите моменти, нели со Иво и неговата соработка. Најубавите денови сум добивала со неговата соработка.